Драги мои пријатели, сакам да ве поздравам и на почетокот на ова шесто предавање од серијалот Доброто ќе го победи злото. Еве ние по шести пат се дружиме, каде што сакаме да го проследиме патот на големата борба помеѓу доброто и злото, кој што од предавање во предавање наистина дополнува мозаикот за да можеме да имаме комплетна слика за овој предмет. Денеска конкретно, предметот што ќе биде за наше размислување или ова предавање гласи големата борба во животот на Исуса Христа. Дозволете ми на самиот почеток да поделам со вас една кратка илустрација и на основа на ова кратка илустрација да надградиме на неја, да можеме да го разбереме и остатокот од ова предавање. Една вечер, една мајка го ставила својот син да легне во постела во друга соба. Кога излегувало од собата, момчето ја замолило својата мајка. Мамо, те молам, немој да ме оставиш сам во мракот. Сине мој, му одговорила мајка му, ти не си сам. Јас сум тука во близина, а Бог е секогаш присутен до тебе. Немој да се плашиш од мракот. Одговорот на детето беше многу интересен. Да, мамо, ја знам дека Бог е тука, но би сакал некого кого ќе му го гледам лицето. Тоа беше одговорот на ова мало дете во ова ситуација пред да легне да заспие. Да, би сакал некого на кого ќе му го гледам лицето. Драги мои пријатели, ова е сеопшт глас на човештвото. Кога ќе настапат часовите на жалост и осаменост, кога ќе изгубиме животната радост и кога ќе не исполнат болки и страв, тогаш бараме некого чии што лице можеме да го видиме. И видите, Бог тоа многу добро го знаел. И затоа дозволил неговиот син, Исус Христос, да дојде на овој свет, да живее меѓу нас, да биде во човечко обличие, со човечки лик. И од тогаш никој од нас повеќе не мора да биде сам, затоа што Исус е некој чии што лице можеме да го видиме. Драги мои, ако некој живот бил навистина толку исполнет со борба, со неволи, со страдање, навистина тоа беше животот на Исуса Христа. Големата борба помеѓу доброто и злото највеќе беше изразена и манифестирана во животот на Исуса Христа. Уште од неговото раѓење, како што гледаме во ова слика, аждајата представена на ова слика, а запишано во книгата Откривение 12 глава, сакал да го уништи тек роденото бебе. И ние, многу интересно, имаме фази како се одвивала ова борба помеѓу Бога и ѓаволот, помеѓу страната на доброто и страната на злото. Таа борба ни опишана во 4 фази. Најнапред таа почнала горе во небото. Текстови за тоа ни зборуваат 7 до 9 од 12 глава од книгата Откривение. Потоа, таа борба од небото, после извесен број години, продолжила на земјата. Тогаш, кога Исус дошол на овој свет како бебе, кога се родил, кога живеел меѓу нас, во 4 стих од 12 глава ни се опишува таа борба во животот на Исуса Христа, што ние денеска ќе имаме прилика преку ова предавање по-конкретно да ја проучиме. Понатаму, во третиот дел, третата фаза, тоа е борбата што се водила низ вековите. Помеѓу сите оние што сакале да бидат верни, да бидат на страната на доброто, на страната на Бога,
со непријателот и оние што тој ги искористил другите да им напакостат на овие првите. И тој извештај го наоѓаме запишано исто во Откривение 12 глава од 14 до 16 текст. И знаете што е заеднички именител на сите овие три фази први, пред да ја спомнам четвртата? Е тоа што во сите овие три фази Бог победил. Страната на добро победила. Горе Бог на небото победил. 7 до 9 тој текст. Потоа доле на земјата Исус победил. Тоа ние ќе го видиме денеска преку ова предавање што ќе го имаме. Низ вековите, Христовите следбеници, оние што одлучиле да бидат на страната на доброто, победиле. Три пати, три порази доживеел непријателот. И во четвртата фаза, последна, 70-тиот текст, што го прочитавме во четвртото предавање, кога се разгневува. Зошто се разгневува змијата? Па затоа што изгубила во претходните три фази. Еднаш изгубила прв пораз, втор пораз доле на земјата, трет пораз низ вековите и на крајот на времето таа сите своји сили ќе ги усмери едноставно да нападне на Божиот народ. Но извештаите велат и тогаш ќе изгуби. Да, значи борбата е добиена. Ние треба да бидеме на вистинската страна, да бидеме победници и да бидеме на страната на добро. Така, апостол Јован, ученикот на љубовта, Христовиот ученик во 12 глава, ни ги опишал овие четири фази, како поминала големата борба помеѓу доброто и злото. Денеска ние ќе задржиме во ова втора фаза, анализирајќи го животот на Исуса Христа, да видиме како во неговиот живот едноставно се водела големата борба. Но дозволете ми на почетокот да ги прочитам, еве еден духовен писател тоа многу убаво ни го опишува, да ги прочитам приликите, условите во кои Исус се родил. Да видиме во кои тие прилики и услови се родил и како тој живеел тука, за да имаме една слика за околностите што постоеле во тоа време. И еве извештајот што вели. Кога Исус дошол на овој свет, сатанската сила била насочена против него. Од времето кога се појавил како новороденче во Витлеем, узурпаторот се трудел да го уништи. Со сите сили се обидувал да го спречи Исуса, да развие совршено детство, безгрешна зрелост, света служба и жртва без мана. Но, вика извештајот, доживеел пораз. Не успеал Исуса да го наведе на грев. Не можел да го обесхрабри, ниту да го одвои од делото за кој што дошол тој да го заврши на земјата. Извештајот понатаму пред крај продолжува. Од пустињата до Голгота го шибала луѓето на сатанскиот бес. Но колку таа станувала по-немилосрдна, Божиот син се почврсто се држал за раката на својот отец и брзал по патеката која што била испрскана со крв. Сите сатански напори со сите своји сатански напори да го совладе, не успеал, а тој покажал безпрекорен, благороден карактер. Еве тоа биле условите, приликите, каде што Исус се родил и во кое место тој живеел и која атмосфера била присутна, значи, во тоа време. Но во сите тие работи, сепак, Бог бил со него, ангелите биле со него и тој имал своја цел зошто дошол на овој свет, затоа што тој дошол да ги разурне делата на ѓаволот. Тој можел, драги мои, да седне горе од небо и да даде инструкции како да се живее. Но каков пример тогаш тој нам би ни бил? Но кога тој дошол тука, кога тој го бил во наша кожа, тој го мирисал нашиот загаден воздух, тој пиел тоа наша загадена вода, тој бил во наши чевли и тој може најдобро да не разбере. И така и пишува Светото писмо, затоа што бил во наша состојба и може да не разбере. Лесно е да дава инструкција до дозгора. Меѓутоа дошол и навистина покажал дека е наш најголем пример, затоа што не направил грев, ниту превара се најде во неговата уста. И затоа ние денеска во ова предавање, значи, ќе зборуваме за големата борба во животот на Исуса Христа. Конкретно би сакал да зборувам за три настани. Три сегмента од животот на Исуса Христа. И ова предавање ќе го поделиме во овие три дела и за секој дел ќе кажеме по нешто,
Затоа што сметам дека во овие три дела што ќе ги споменеме сега се водела најогорчената борба помеѓу доброто и злото, помеѓу ѓаволот и Исуса Христа. И во сите овие три дела што ќе ги споменеме сега, Исус бил победник. Првиот настан, тоа е неговото раѓање. Уште на самиот старт, на почетокот, тука, пред да се роди, за време кога се роди, тука се водела огромна борба. Непријателот сакал да го уништи. Понатаму, следна голема борба меѓу нив била во пустињата. И трето на крајот, последната седмица, кога непријателот сакал да го зададе завршниот удар со цел да му напакости на Исуса и едноставно да го победи. Ајде ние сакаме да одиме дел по дел. Прво ќе зборуваме за раѓањето, за околностите, за ситуацијата, за настаните што се случило, како се водила таа борба во животот на Исуса Христа уште во раѓањето. Па потоа ќе одиме 30 на години подоцна, кога Исус ја стартувал својата служба со тоа што направил завет во Јордан, реката Јордан, по пат на библиско крштевање, влегол во вода, а потоа едноставно отишол во пустињата. И на крајот, значи ќе зборуваме за последната седмица за тие настани кога навистина беа катастрофално тешки, но Исус бил победник. Значи стартот, средината и крајот. Тоа се тие три работи каде што се водила најголемата борба, иако целокупниот негов живот од 33,5 години колку што живеел, значи бил во таа борба. Ајде на самиот почеток да видиме за настаните поврзани едноставно околу раѓањето на Исуса Христа. Уште во Стариот Завет најавен е доаѓањето на Спасителот. Првото пророштво. Кога Адам и Ева погрешиле, Бог одговорил. Бог дал правец, Бог дал ветување, Бог дал пророштво дека ќе се роди Спасител, кој што едноставно ќе застане над главата на змијата и ќе ја уништи. Спасителот требаше да се роди и да ги помине сите тие фази како што поминува еден човек. И тука да го живее тој живот како што ние живееме, за да може да биде наш пример. И навистина во Стариот Завет опишано не само ветувањето, пророштвото, него и многу детали околу неговиот живот. Кај ќе се роди? Во Витлеем, јудејски. Пророкот Михе тоа го кажува. Кај девојка ќе го роди? Значи, Марија, во Исаија 7 глава 14 стих имаме текст за тоа. Така да многу интересно како Стариот Завет на некој начин е една биографија опишана однапред. И ние кога го читаме Стариот Завет, за ликот Исуса Христа, таа биографија, и кога го читаме Новиот Завет и правиме компарација, со вршена прецизност наоѓаме тука. И вели во Галатите, во едно послание, што апостол Павле го напишал во 4 глава, 4 стих, во Новиот Завет, вели и кога се навршило време. Бог има време, Бог точно знае кога нешто да се случи. Кога се наврши времето, вика, Бог го испрати својот син. И ние наоѓаме извештаи во Светото писмо кои што зборуваат едноставно за тоа, но ќе читаме понатаму тие извештаи, но најнапред сакам да ги прочитам околностите уште еднаш, значи што биле кога Исус се родил на овој свет. Еве читам еден духовен писател, многу убаво ги напишал, би сакал да ги поделам, а потоа и текстовите од Библијата што го пишуваат неговото раѓање. Времето на првото Христово доаѓање на земјата било време на катастрофална морална изопаченост, слична како Ноевото време. Измамата на гревот го достигнала својот врв. Луѓето станале жртви на ѓаволската свирепост, кој што во погон ги ставил сите орудија за изопачување на човечките души. Луѓето го избрале владетелот кој како робови ги оковал во веригите на својата кола. Видите како тоа го пишува писател. Збунети и измамени се движеле во мрачна поворка кон вечна пропаст, кон смрт во која нема надеж, кон ноќ во која нема веќе утро. Орудијата на сатаната се здружеле со луѓето. Телата на човечките суштества, кои биле создадени да Бог пребива во нив, постанале станови на демоните. Врсетилата, нервите, нагоните и органите на луѓето делувале над природните сили, за да ги потигнат кон ниски страсти. На лицето на луѓето бил втиснат демонски печат. Човечките лица имали израз на лоши легиони, со кои луѓето биле обседнати. И многумина се прашувале
Da li Bog повторно ќе го казни тој свет како што некој што го направил со предпотопниот свет за времето на Ное? Луѓето, вика, ги обожавале боговите на своите преци. Ни целиот дотогашен свет владеело целосно празноверие. Мажите и жените ја пиеле чашата на развратот до дното. Кршењето на Божиот закон станало составен дел на незнабожечкото богослужение. И вели извештајот на крајот, гревот станал наука, а порокот посветен како дел на религијата. Бунтот пуштил корења, длабоко во срцето на непријателството на човекот и најсвирепо било усмерено према небото. Драги мои, овој писател навистина на еден фантастичен начин ни ја доловил таа слика, таа атмосфера, тој начин на живење што постоело во тоа време. Со еден збор, навистина човекот го допрел дното на неморалот и злото. И Бог точно знаел кога да испрати таа небесна светлина, да го засветли овој наш темен свет кој што сигурно одел во рацете на непријателот. И затоа имаме текст во Матеј 18 глава, ќе очитам само овој прв текст во Матеј 1 глава 18 до 25, а имате извештај во Матеј 2 глава. Затоа сакам јас уште еднаш да потенцирам сите вие кои што сакате да имате Свето писмо во ваша собственост и да ги прочитате овие текстови што ги читаме, можете тоа да го добиете. Јавете се на броевите што ќе бидат ставени тука на кајронот и контактирајте не и ние ќе ви доставиме бесплатен примерок од Светото писмо. Еве во првото евангелие, во Евангелието според Матеј, во првата глава, еве го тој извештај за раѓањето на Исуса Христа. 18 стих до 25. А раѓањето на Исуса Христа беше овака. Кога Марија, мајката негова, беше испросена за Јосифа, додека не се состанувале, не беа состанати, не живееле заедно, се најде дека таа е трудна од Духот Свети. А Јосиф, мажот нејзин, бидејќи беше побожен, не сакаше јавно да ја засрамоти, намисли или замисли тајно да ја напушти. Но кога тој така помисли, во сон му се јави ангел Господов и му рече: Јосифе, сине Давидов, немој да се боиш да ја земеш Марија, жената своја, зошто она што е зачнато во неа од Духот е Свети. Па ќе роди син и ќе му дадеш име Исус, зошто тој ќе го испави својот народ од гревовите нивни. А ова се беше да се изврши што Господ преку пророкот го има кажано. Ете, девица ќе затрудне и ќе роди син и ќе му дадеш име и ќе се нарече Мануело, кој значи Бог ќе биде со нас. И кога Јосиф се пробуди од својот сон, направи како што му заповеда ангелот Господов и ја зеде жената своја и не знаеше за неја додека не го роди синот свој првенец и му го даде името Исус. Еве го тој извештај од Евангелијата, првото Евангелие, Евангелието според Матеј, за раѓањето на Исуса Христа. Некаде, драги мои пријатели, постојат во Новиот Завет некаде близу околу 200 текстови поврзани со Христовото раѓање. Дел од тие текстови се во Стариот Завет во облик на пророштва, кажани за неговото раѓање. Најголем дел се во почетните глави во Евангелијата, посебно во Матеј и во Евангелието според Лука. Но има неколку текстови во посланијата што се повикуваат на Христовото раѓање за да ни кажат колкаво значење има неговото раѓање за нас. И сега, едно легитимно прашање што се поставува во продолжетокот е: која беше целта на Исусовото раѓање? Зошто Исус дошол на овој свет? Ние ќе имаме едно цело предавање понатаму во еден друг серијал и ќе одговориме, значи, но сега би сакал 2-3 клучни работи да ги спомнам, значи, поврзано со ова прашање. Прва работа, значи, да донесе радост на земјата. Ова е многу важен настан. Да, кога се роди, ангелите им се јавија на пастирите и им рекоа: денеска се роди спас. Значи, ќе донесе радост. И Христовото раѓање на земјата едноставно требаше да донесе радост. Овој свет е долина на солзите. Овој свет е навистина препон со тага, со ужас, со јад. Многу солзи се пролеани во овој свет. И овој свет како е дефицитарен, како да нема радост. Меѓутоа, Христовото раѓање
Христовиот живот, Христовата надеж што ќе проповеда, едноставно требаше да донесе радост меѓу луѓето. Да лицата им идат озарени, да едноставно повторно срцата им оживеат. Тоа е едно од целите и навистина сум приметувал. Јас сум човек кој што изборам за луѓето за Господа и кој што гледам кои промени се случуваат во животот на луѓето кога ќе дозволат ова страна на добро Исус да ги води во животот. Сум гледал многу радости, задоволства во срцата, исполнет живот, осмислена иднина, само затоа што луѓето едноставно дозволиле Исус да ги води во нивниот живот, тој им да им биде надеж во нивниот живот. Навистина Христовото присуство донесува радост. Кога Исус бил тука меѓу луѓето, кога живеел во земјата меѓу луѓето и кога им донесува радости, здравје на болните и на оние што биле немокни им помагал, голема радост беше присутна. И навистина, ова може да го окусите, драги мои, кога ќе повикате Исуса во вашиот живот, која радост во вашите животи ќе добиете. Ова е прва причина да донесе радост на земјата. Втора причина да донесе мир и добра волја меѓу луѓето. Тоа е песната што ја пееле ангелите на пастирите кога им се јавиле и кога рече слава на висините, а на земјата мир и добра волја меѓу луѓето. Јас сум приметил луѓе што дозволиле Исус да им биде водач во животот, да бидат на страната на доброто, на страната Божја. Навистина се луѓе кои што имаат мир во своите срца. Тоа се луѓе што имаат добра волја, луѓе кои што се спремни да се жртвуваат, луѓе кои што се спремни едноставно да помагаат. Меѓутоа, луѓе кои што одлучуваат да бидат на втората страна, непријателска страна, што не би сакал на никого тоа да му се случи, тоа се луѓе кои што се затворени во себе, тоа се себични луѓе, луѓе кои што размислуваат само за себе и луѓе што другаче го гледат овој свет. Јас повикувам да го отворите своето срце за Исуса, да ви донесе мир и да имате добра волја. Трета работа зошто Исус дошол на овој свет е да ги разурне едноставно делата на ѓаволот. Да, ѓаволот сакал да ги стави луѓето под своја капа. Сакал да им донесе јад, зло, беда, катастрофа, да изгубат надеж, да луѓето немаат смисла за живот, да се самоубиваат. Меѓутоа, Бог, пишува текстот, дошол Синот човечки да ги разурне делата на ѓаволот, да го тргне ѓаволот од животот на луѓето, да им даде сила да го победат, да знаат како да се одбранат. И тој дошол да умре за гревовите наши, да можеме ние да живееме. И навистина, драги мои, ако се мачите со некои работи во вашиот живот, ако може имате психички проблеми, физички проблеми, душевни проблеми, друштвени проблеми, семејни проблеми, материјални, било какви, тоа се све стрели од непријателот кој што сака да го загорчи вашиот живот, да ви даде едноставно еден неспокој, еден немир во душите ваши и срцата ваши. Но Исус е тука. Тој е спремен да го даде својот мир. И тој вели, дојдете кај мене такви какви што се, да ви дадам мир, да ви дадам радост. Да, и една група на луѓе се викале мудреци и навистина биле мудри луѓе, кои што едноставно ја следеле звездата, како што ни вели текстот, значи во Евангелието според Матеј 2 глава, тие сватиле дека ќе дојде цар, кој што ќе се роди, читајќи ги книгите, пророштвата од Стариот Завет, од Светото писмо, од првиот од Библијата, и дошле тука во Ерусалим. Ја следеле звездата и таа ги донела едноставно напред во Ерусалим, и тука кога дошле во Ерусалим, го запрашале тука и царот Тирот и останатите и биле уверени дека тој, према пророштвата, ќе биде роден во Витлеем. И тие продолжиле понатаму, значи, во Витлеем да одат и да го сретнат што туку родениот цар, како беше најавен во Стариот Завет, за да му се поклонат. Меѓутоа, и тие тоа го направија. Извештајот кажува дека кога го нашле царот, дошле тука, сите три мудреците од Исток, и тука му се поклониле и го дарувале. Тоа е старозаветно исто пророштво кое што кажува дека таква врста на луѓе ќе го посетат што туку родениот цар. И навистина тие биле многу среќни, многу радосни. Бог ги водел, едноставно доживувале посебна радост и посебен мир. Ете, тоа е слика на луѓето што одлучиле да бидат на страната на доброто, на страната на правдата, на страната на верата. Но, на жалост, имало и друга категорија на луѓе. Тука е царот Ирод, заедно со своите луѓе, кој што се уплаши во малиот што туку роден цар, гледал своја конкуренција, гледал некој кој што едноставно ќе му го завземе наводно местото. А Исус не дошол да воспостави царство на земјата. Тој дошол да ги повика луѓето во едно друго царство. Царство на љубов, царство на радост,
царствена среќа, царствена благослов. И тој се уплаши, но игрална игра. Ги наговорил мудреците, кога ќе го најдат, да дојдат да му јават. И тие наивно му верувале, може би, отише, го нашле, меѓутоа на сон Бог им јавил. Им рече да заминат по друг пат, да не се родат кај царот, затоа што царот имал лоши намери. И царот кога виде дека тие не се вратија, и кога тие на некој начин го спрема неговите параметри го излажаа, тогаш тој донел една страшна одлука. Одлука запишена во Матеј 2 глава од 16 стих до 18. А таму пишува: и тогаш Ирод кога виде дека мудреците го преварија, значи го измамија, се разгневи многу. И знаете на што ме асоцира овој текст се разгневи многу? На текстот во Откривение 12 глава 17 стих кога вели и змијата се разгневи. Да, иста таа стара змија го инспирирала и царот Ирод да се разгневи и да оди да се бори против што туку родениот цар Исус. Се разгневи многу и испрати да се убијат, замислете, покол направи, да се убијат сите деца во Витлеем и во целата околина до 2 години. И пониско, од времето што добро го дознал од мудреците. И тогаш вели извештајот 17 стих и 18, се оствари она што пророкот Еремија го пророкувал, дека глас во рама се слуша и плач и јаукање многу, зашто вика Рахела плаче за своите деца и не се утешува затоа што ги нема. Да, дали приметувате, драги мои, на самиот старт на Христовото раѓање, разгневената змија од Откривение 17 глава, сега преку разгневениот Ирод, оти и сака да го уништи малиот Исус. Не можејќи горе од таа прва фаза од таа борба, сега сакала доле. Меѓутоа, Бог се погрижи едноставно за својот народ и извештајот вели таму дека Бог им се јавил на Јосиф и Марија да го напуштат тоа место и да се сокријат, значи на друго место. Ево тој текст, Јосиф, старателот на Исус, значи ја зема Марија и малиот Исус и бегаат да се спасат. Видите, ова го доживеал Исус од своите мали нозе. Тогаш, кога едноставно ѓаволот разгневен преку своји инструменти, преку своји медиуми, царот Ирод најнапред и сите останати кои што сакале да го напакостат. Меѓутоа, видите, Бог имал план со малиот Исус тогаш, кој што полека почнал да расте, кој што бил послушен и верен на своите родители, кој што вредно работел, 30 години тука живеел во Назарет, во Витлеем се родил, во Назарет живеел 30 на години и после тие 30 години, кога дошло времето според неговиот план, го напуштил татковиот дом, напуштил својот татко и својата мајка и дошол на реката Јордан. И тука на реката Јордан Исус се крстил. Многу важен настан. Исус, безгрешниот, се крстил. Не затоа што не му беше потребно, него да ни остави пример за нас. Како и ние тоа едноставно да го направиме. Да, пред неговиот пример и ние треба да го следиме и да направиме завет. После тоа крштевање Исус излегол од реката Јордан, и се упатил кон пустињата. И еве ние сега, драги мои, значи се усмеруваме во вториот дел од оваа тема, Исус во пустињата. Првиот дел го завршивме и видовме како Исус бил поштеден од страна на Бога, како Бог го сочувал во сите тие налети напади. Уште при раѓањето, пред царот Ирод кој сакал да го убие, али Бог го сочувал и Бог го водел, и тој растел и се развивал, до својата 30 година со своите бил, а потоа едноставно дошол во реката Јордан, направил завет по пат на библиско крштевање и сега го гледаме Исуса во пустињата. Дозволете ми тука нешто да кажам многу важно, многу силно, пред да одиме да ги анализираме кратко сите тие три искушенија што му беа поставени во овој втор дел од ова размислување. Зошто Исус отиде во пустињата и зошто постал 40 дена? Да, Исус сакал победата да ја оствари таму каде што Адам, првиот човек, паднал. Во Библијата Исус е наречен втор Адам.
Оној кој што продолжил таму каде што првиот Адам застанал, паднал, бил поразен. Нашите падна на тестот на апетитот. Исус решил 40 дена ќе пости. Нема ни грам лепче да стави во уста, ниту па капка вода. Да каже дека неговата зависност е од Бога. Дека Бог им даде сила и снага да победи. И да го победи непријателот. И тој дошол тука во пустињата. И тука во пустињата вели извештајот, еден кој писател пишува, живеел меѓу диви животни, обкружен со опасности, со отровни змии и со пустински скорпии. Немал никакви намирници, ниту вода. Апсолутно ништо за сето време. Од првиот до 40-тиот ден. И тогаш, 40 дена, кога постел, кога ни капка вода не стело својата уста, ниту пак трошка леп, дошло на сцена непријателот ѓаволот и почнал со своите искушенија. Да, тој доаѓа тогаш кога едноставно ќе се најдеме во тешка ситуација. И еве како почнува тој извештај во Евангелието според Матеј, 4 глава. И постајќи 40 дени, 40 ноќи, на крајот огладне, ако не би огледнал. И пристапи кај него искушувачот и му рече: ако си син Божи, кажи овие камења лебови да постанат. Ајде малце го анализираме ова. Една глава пред тоа, значи неколку стиха пред, во 3 глава, последните стихови, пред да почнеме да читаме во 4 глава, Исус кога се крштева во реката Јордан се слуша глас од небото, од таткото, од отецот кој што вели: ова е синот мој, кој е по мојата волја. Отецот признава дека е тој синот поред негова волја. А сега ѓаволот ги врти зборовите на отецот и вели: ако си син Божи, ајде сега ти прави чудо. Тука, во ова прво искушение, барал едноставно ѓаволот од Исуса да го докаже своето божество, да ги направи едноставно камењата леп. А видите, Исус тоа може да го направи. А и бил гладен, имал и потреба може тоа да го направи. Но Исус не падна на тоа искушение, затоа што Исус никош не правел чуда за себе. И никош Исус не си стакнувал првенствено себе. Исус дошол со друга мисија. Исус дошол со друга намера. Тој ги препознал зборовите на овој искушувач. Тој препознал дека за тој глас не стои светлосен ангел како што му се прикажал. Иако на оваа слика е прикажан како ѓавол од црно, меѓутоа тоаш веројатно му дошло како бело, како некој светлосен ангел, како некој пријател. Во смисла ти си гладен, ти имаш потреба од храна. Не е добро да стојба. Видиш, ова можеш ти да го направиш. Тебе не ти е тешко тоа. Тој знае што може да направи Исус. Да. Така го наговорил, така убаво, така добро, корисно, за да тој падне. Меѓутоа, зборовите што и кажал се порака и поуки за нас како да се бориме со искушенијата. Напишано. А Исус одговори му рече: стои напишано: не живее човек од самиот леб, него секој збор кој што излегува од устата Божја. Да, со овие зборови Исус покажал доверба во Бога, во Бог Отецот, кој што имал план, што го довел во оваа земја да го оствари својот план. И Исус одел по таа линија на тој зацртан план, не сакал ни лево ни десно да го слушен гласот на кушачот, него продолжил понатаму. И ѓаволот отишол со следно искушение, со следен тест. Тоа е второто искушение запишано во 4 глава од 5 до 7 стих, а еве што пишува таму. Тогаш го одведе ѓаволот во светиот град Ерусалим и го постави на висина на црквата, скроз горе на кровот, и му рече повторно тие зборови: ако си син Божи, ако имаш божествена природа, тоа сака да му каже, скокни доле, зашто во писмото стои дека на ангелите своји им заповедав за тебе да те земаат во рацете, да не запнеш за камен и да не паднеш. Драги мои, дали приметувате како се прилагодува непријателот во искушенијата? Претходно научил нешто ѓаволот, ако можам така да кажам. Научил дека Исус се брани со писмото, со светата Божја реч. Ова е најдоброто оружје, затоа набавете си го Светото писмо, јавете си, земете го вашиот бесплатен примерок,
Читајте, размислувајте за тоа и одлучите да бидете на страната на доброто. И тој знае ѓаволот дека Исус се бранил со писмото. И сега, на основа на писмото му цитира текстови од псалмите, Стариот Завет, каде што пише дека Бог ќе се грижи за својот народ преку ангелите своји. Меѓутоа, ги испревртел. Бог се грижи и ќе се грижи. Но не треба ние тоа да го злоупотребиме, да се наведеме самите на искушение. А она што барал ѓаволот од Исуса тука е сам да се наведе на искушението. Сам да скокне. И гледате што е неговата цел. Да скокне, да падне, да умре. Тоа е во суштината сите негови искушенија. Да го нема. Али на еден перфиден начин. На еден начин кој што едноставно сакал да му нашкоди. Но како Исус исто така се поставил едноставно и во ова ситуација. Еве, прво да видиме како му пристапил ѓаволот со кои зборови. Вика, во ред. Нема да направиш чудо со цел да си помогнеш себе си. Како во првиот случај да си направиш леп од камења. Затоа што имаш доверба во тој татко кој те храни. Одлично, вика. Сега имаш прилика својата моќ да ја покажеш на еден поспектакуларен начин. Скокни од овој столб и покажи ни да видиме како Бог ќе се грижи за својот син, кој му е толку верен. Ете, ѓаволот е ѓавол и никош не треба да го слушаме. И Исус не го слушал и еве што му одговори. А Исус му одговори и рече, ама и тоа стои напишано. Немој да го искушуваш Господа твојот Бог. Да, немој да го искушуваш Господа твојот Бог. Исус со писмото исто така бил сочуван. Во третото искушение, ова трето искушение беше многу силно, многу јако. Еве сакам да го прочитам најнапред, едноставно да видиме за што станува збор. Повторно, ѓаволот го зеде и го одведе на гора, многу висока. Повторно и повторно, ѓаволот прави искушенија, тој не се мири. И му ги покажа сите царства на овој свет и славата нивна. И му рече, сето ова на тебе ќе ти го дадам, ако паднеш и ми се поклониш. Еве, драги мои, како пристапи во оваа ситуација. Во своето трето искушение му ги прикажал на Исуса убавините на овој свет, од една панорамска гледна точка. Погледот на Исуса сака да го насочи само кон пријатните призори од овој свет, а не кон непријатните. Тој вешто ги покрил лошите страни на овој свет, кои што настанале како последица што тој го направил гревот. Сиромаштијата, нечистотијата, расипаноста, загаденоста не биле дел од тоа сценарио што ѓаволот му ги прикажал. На Исуса му навестил дека сето тоа ќе биде негово и тоа многу ефтино. Само да се поклони пред него. Замисли, Исусе, сакал да му каже. Ти предлагам нешто фантастично. А тоа фантастично преведено е страдање без крст. Нема страдање, нема смрт, нема крст. Само наводно привилегии и убави работи. Меѓутоа, дали на вистина она што го гледаме привидно добро е на вистина добро? Исус, кога веќе побарал од Исуса да клекне да падне, сватил дека Исус тој ѓаволот. Затоа што во Светото писмо што Исус многу добро го познавал и што го цитирал и со кого се бранел, знаел дека само на Бога треба да му се служи и затоа рече во 10 стих. Тогаш Исус му рече: оди од мене, Сотоно, зашто стои напишано: на Господа твојот Бог поклонувај се и нему едноставно бори се. И нему поклони се, нему единствено му служи. И ѓаволот морал да ја слуша ова наредба. Не можел веќе да стои тука, затоа што дошли ангелите да му служат на Исуса и на вистина Исус едноставно доживеал победа. Да, драги мои, ова се тие две ситуации кога едноставно Исус бил жестоко искушуван. Значи, од почетокот до крајот на неговиот живот беше жестоко искушуван, меѓутоа во овие две ситуации посебно. Но дозволете ми да ви кажам, најголемото искушение, врвот, фокусот, кулминацијата на сите искушенија што ги доживеал Исус, ги доживеал едноставно во последната седмица. Христовите последни 6-7 дена биле на вистина преполни со искушенија од страна на непријателот. Дозволите ми само да ви спомнам што се случило во секој ден кратко, да видиме кои биле тие искушенија,
да прочитаме уште некои работи и така да го привршиме ова проучување до крај. Ова седмица е многу важна во животот за Христа и ево како работите се одвивале секој ден. Недела, како прв ден во седмицата. Така вели Светото писмо. Во првиот ден од седмицата Исус беше повикан заедно со своите ученици на една гозба. Во негова чест да приреди од страна на фарисеот Симеон. Исус него го излече од губа и тој го повика како знак на благодарност. И ова втора слика што е тука, значи се случува во таа гозба. Тоа се случува во недела, првиот ден од таа последна седмица од животот на Исуса Христа. Во понеделник, во вториот ден од неговата последна седмица, Исус триумфално влегува низ ова капија, значи во Ерусалим, како што е опишено тука во ова слика, што ја гледаме во Магаре, како што тоа е пророштво и во Стариот Завет опишано. За последен пат Исус се наоѓа во храмот. Одговара на разни прашања што му ги поставуваат присутните луѓе. А во исто време избегнува многу стапици со намера да го наведат во грев. На крајот го напушта храмот, кој што било гордост на еврејскиот народ, со зборовите дека тој ќе биде едноставно разорен. Во вторник, третиот ден од седмицата, Исус заедно со своите ученици се наоѓа во Маслинската гора. Тука во Маслинската гора Исус со еден прекрасен поглед кон Ерусалим потекнате и одговара на прашањата кои ќе бидат знаците на неговото второ доаѓање. Да, ние ќе зборуваме во следното предавање второто доаѓање, фантастичниот настан, најголемото библиско пророштво, денот кога едноставно ќе заврши борбата помеѓу доброто и злото, почетокот на крајот на борбата меѓу доброто и злото. И тука во вторник Исус држи таа проповед запишана во Матеј 24-25 глава, каде што ги кажува знаците на своето второ доаѓање. Ја немаме тука на сликата тој настан. Среда, немаме извештај во Евангелијата среда во четвртиот ден од седмицата, некоја посебна активност, најверојатно Исус се повлекол Исус со намера малце да одмори и да се подготви за тие страшни завршни настани што ќе следат четврток и петок, каде што ќе се одлучува и судбината на целокупниот човечки род. Во четврток Исус подготвува терен да го воспостави обредот вечера Господова, и света вечера, и тајната вечера. Еве имаме тука сликата Исус во горната соба. Тука се случува во четврток вечер, а од таа вечер Исус веќе не спие, значи поминува, после тој настан оди во Гециманија, во градината, и тука сака да ги поучува уште нешто учениците кои што спијат во длабок сон, и тука доаѓа Јуда заедно со војниците, и тука го земаат и го апсат Исуса Христа и го носат цела ноќ од еден судија од друг, и тука му пресудуваат. Јас ова кратко го кажувам, потоа ќе одиме дел по дел малце да кажеме нешто околу тоа и да видиме што све Исус претрпел во тие последни завршни моменти, за да му беше донесена одлуката тука петок, некаде преку ден, да биде распнат и беше ставен тука на тој крст, и тука висел 6 сата на тој крст во петок, пред да заврши и тој ден шести, за да седмиот ден, сабота, се одмори едноставно во гробот. Да, и еве ја би сакал еден духовен писател како ги опишува тие настани. Значи, уште во горната соба, уште неколку слики, овие се завршни работи што сакам да ги поделам заедно со вас, многу важни, затоа што тука се одвива таа голема борба сега меѓу доброто и зло. Гради во гради, отворена борба, затоа што веќе ѓаволот сватил дека ова е последна негова шанса нешто да направи и да победи ако е возможно, но тој длабоко бил поразен во тие завршни настани. И еве што пишува. Почнувајќи од четврток навечер, од моментот кога Исус во горната соба го воспоставува, како што гледаме во сликата, обредот понизност или миење на нозе и обредот вечера Господова, па се до петок попладне, кога Исус на Голготскиот крст ги кажал своите завршни зборови, се заврши. И починал, ѓаволот се впуштил во својата завршна офанзива, со цел да го отстрани Исус од својата мисија. И вика најнапред, во горната соба, ѓаволот работел во срцето на ученикот Јуда, каде што нашол пукнатина во неговото срце, пукнатина во неговиот карактер. И покрај тоа што 3,5 години бил со Исуса, не дозволил Исус да го промени. Се уште има пукнатина во неговиот карактер.
упориште и вешто го искористил, сакајќи на тој начин да го предаде Исуса на главарите. И така и постапил. За сето тоа време, знаете, Исус знаел дека Јуда ќе го продаде. Исус видел дека сатаната му ги пренесува своите чувства и своите особини на Јуда и со тоа станал отворен канал и за другите ученици. Една година пред тоа, Исус во Евангелијата го предупредил. Нели ви избрав вас 12 мина, а сепак еден од вас е ѓавол. Да, драги мои пријатели, година дена пред тоа, Исус едноставно јавно кажал да бил паметен Јуда, да го разбрал, немаше тоа да го направи. Но Јуда не се протиставил отворено, ниту пак нешто направил, него отишол по својот пат и отишол за 30 сребреници, едноставно го предал својот учител. После таа вечера Господова, Исус од горната соба се упати во Гециманија. Тука во Гециманија Исус, драги мои, немам зборови како тоа да го прикажам, Исус се борел за тебе и за мене. Исус едноставно се молел не за себе. Добро, во еден момент кажал, ако е возможно ова чаша, нека ме помине. Меѓутоа, Исус тука мислел за тебе и за мене. Исус тука едноставно се борел за да ни еден ден биде спасени, да го прифатиме, да бидеме на страната на доброто и да се најдеме во царството Негово. И ја би сакал тука да прочитам неколку многу интересни зборови тука, што доживеал во своето срце во тие последни одлучувачки борби, а од друга страна да видиме како непријателот го наговарал сето тоа да го остави да се врати назад. И еве што вели во таа своја болка што е доживеал душевна во Гециманија. Вика, гревот му изгледал толку страшен, а тежината на кривицата што морал да ја пренесе премногу голема, и затоа бил во искушение да помисли дека за секојаш ќе биде одвоен од љубовта на Отецот. Приближувајќи се кон градината, учениците ја забележувале ова нагла промена во расположението кај Спасителот. Никогаш порано, вика, не приметувале на длабока жалост во неговиот лик. А како што до понатаму, ова необична тага станувала се подлабока. Подклекнувал како да ќе се урне земјата. Секој чекор што го правил мачно напорно. Гласно овкал како да страда под притисок на страшен товар. Кога неговите придружници не би го придржувале, 2 пати би паднал на земјата, велат извештаите. Значи, толку голема душевна борба се борел тука, што само, верувам, вечноста еднаш ќе ни биде објаснето, дали ќе разберем во потполност, не знам, али Исус на вистина едноставно сето тоа го доживувал во своето срце. А од друга страна, ѓаволот му шепкал. Му шепкал зошто сето тоа го прави. Еве ги зборовите што ми укажувал. Те отфрлил народот, што тврди дека едноставно е над сите други народи, дека има духовни предимства. Едноставно тој те отфрли, не те сака. Едноставно, а ти си дошол тука да умреш за него. Не заборави дека еден од твоите ученици те предал, друг ќе се одрече, а сите ќе бегат од тебе. Црковните водачи едноставно се тргале од тебе. Зошто ти тоа ќе го направиш за нив? Откажи се, врати се горе. И навистина, Исус треперал ни сите овие моменти што ги поминувал тука, но сепак се држал храбро во молитва. Од таа голема борба, што велат извештаите, капки крв паѓале од неговото чело, како знак на таа голема борба што тој ја водел. Драги мои, тука се кроела судбината твоја и моја. Спасението тука едноставно е осигурано. Исус тука до краја пиел чашата. И навистина, благодарение на тоа што Исус тука го направил, може ти и јас едноставно имаме надеж за нешто подобро. И кога завршил, станал, ги зал своите ученици и дошол Јуда. Јуда дошол тука. И дал знак Јуда на своите дека оно што ќе го бакне е тој, другите ги остава, затоа што беше темно. И тоака Јуда со бакнеш го предал својот учител. А Исус му кажал, пријател, што бараш ти тука? Тебе не ти е место тука. 3,5 години си учил, си го знаел патот. Требаше да го отвори срцето свое. Но мислел Јуда дека Исус ќе се ослободи и да има тој финансиска корист, го предал за 30 сребреници, меѓутоа Исус не направил ништо да се ослободи,
dozvolil da se ostvari proroštвото, бил препуштен во рацете на тој народ, на тие луѓе што дошле и беше однесен едноставно, значи на суд, за да му биде судено. А што да кажеме за тој суд? Навистина беше смешен. Навистина не беа почитувани оние основни правила за судење како што би требало да се почитуваат. Прво, основниот принцип на судење на Синедрионот барал сведочина двајца сведоци, за да може да се донесе пресуда. Требало да се испита се, посебно, сите тие докази и све едноставно да се совпаѓа. Обвинетиот се сметал за невин, не се сметал за невин, се додека не се испитале сите околности и не се докаже неговото обвинување. Исказот на обвинетиот не смел да се употреби како доказ против него и никој не можел да биде осуден врз основа на сопственото признание. Тоа е прва работа. И втора работа, пред да одиме на самиот крај, друг важен принцип на овој суд бил во тоа што процесот мора да почне со докази во прилог на обвинетиот и со сослушување на сведоци во негова корист. Во случај на кривицата на обвинетиот да се докаже, пресудата мора утредента да се донесе по завршувањето на судењето. Затоа главната расправа не се водела ден пред сабота како седмичен ден за одмор, ниту пак пред бело кој друг празник, а бил празник тогаш кога тоа се случувало. И понатаму, освен тоа, според еврејскиот закон, ниеден обвинет не можел да биде осуден со едногласна одлука на судскиот совет. Најмалку еден судија морал да биде ставен на негова страна, на обвинетиот. Меѓутоа, и најкраткиот преглед на извештај за судењето на Исуса Христа, кажу еден писател, покажува дека ниеден од тие судски прописи не бил едноставно почитуван. И затоа Пилат ќе го донесе Исуса тука и ќе каже: еве го, кого ќе го бирате? Варава или Исуса? И народот, поучен од водачите, го избрал Варава наместо Исуса. И на прашањето на Пилат што да направам со Исуса? Нека се распне. Да, Исус бил едноставно ставен да биде распнат. За кого? За оние кој што дошол да ги спаси. Да. И еве го Христа како виси најнапред мачен, измачуван, навистина до крајни можни граници, а потоа едноставно ставена трнова круна, сметајќи дека тој е цар. Сето тоа го поднесува заради тебе, заради мене, да би на крајот, после тоа измачување и после таа трнова круна, Исус беше распнат. Еве го Христа како виси распнат на крстот. За тебе, за мене. Никаква проповед, никаков говор што Бог би го испратил на луѓето, не им би било доволно вредни да искажат љубовта што Бог ја чувствува кон нас. Лично Бог дошол да умре за тебе и за мене. Лично Исус дозволил неговото тело да биде распнато. Исус дошол тука на овој свет за да може да живее безвесен живот, да го даде својот живот, за да можеш ти и јас еден ден да живееме во вечноста. И неговите последни зборови биле: Господе, во Твоите раце го предавам својот дух. Ете тоа Исус го направил за тебе. Што ти направи едноставно за него? Дозволите ми на крајот да завршам со една илустрација и со еден краток текст и да го завршиме ова предавање. Осомничен за предавство, за време на војната, еден војник бил осуден на смрт. Меѓутоа, неговата вереница не можела да се помири со одлуката дека него нема да го има веќе. Најнапред го замолила судијата да го ослободи од осудата, но нејзината молба била отфрлена. Се обратили кон гувернерот на државата да го помилува, но и тој ја одбил нејзината молба. И така да таа немала начин и решение по некој си правен пат да добие ослободителна пресуда. Дошол денот на неговото погубување. Се било подготвено и камбаната на една црква требало да даде знак за извршување на смртната казна. Звонарот бил потполно глув и не можел да го слушне звукот на звоното. Тој навреме го повлекол јажето и многу совесно и одговорно извршувал својата должност. Меѓутоа звоното никако не давало звук.
Извршителите на пресудата чекале знак, но знакът не доаѓал. И тие го прекинали извршувањето на пресудата за друго време. По неколку минути во канцеларијата на гувернерот некој затропа на врата. Вратата се отвори и се покажала вереницата на овој човек, покажувајќи на своите модри и крвави раце, го молела гувернерот за незиниот вереник. Признала дека за време на извршувањето на казната се искачила на камбаната и со своите раце го држала чеканот на звоното. Звонот бил многу силен, отколку што тоа очекувала, и чеканот директно удирал врз незините нежни раце. Но незината огромна и пожртвувана љубов спрема вереникот била толку голема, што таа не отстапила. Кога тоа го има видено гувернерот, веднаш дал ослободителна едноставно пресуда. Драги мои, ова е една бледа илустрација што Исус направил за тебе и за мене. Ова вереница го направила само за еден човек, за својот вереник. Но вели извештајот, Исус умра за нас уште кога ние бевме во овој свет, кога бевме непријатели. Тој го дал својот живот, тој ги дал своите раце, тој ги дал своите нозе да бидат распнати за ти и јас едноставно живееме. Еве го тој последен текст што сакам да го прочитам пред да го завршиме денешното предавање. Еве што вели овој текст. Безгрешниот Божи син висел на крст. Неговото тело беше распратно од капшикување. Тие раце што толку често биле подадени да благословат, сега се приковани на дрво. Тие нозе, толку неуморни во службата на љубовта, се приковани на дрво. Царската глава е ранета со круна од трње. Од треперливите устни се оттргнувал извик на болка. Се што претрпел, капките крв што течеле од неговата глава, од неговите раци, од неговите нозе, пред смртните маки што го кршеле неговото тело и неискажаната болка што исполнувала неговата душа, затоа што Отецот го скрил своето лице, јасно зборуваат, објавувајќи му на секое дете на човечкото семејство: за тебе Божиот син се согласил да го носи тој товар на кривица. Поради тебе го раскопал царството на смртта и ја отворил вратата на рајот. Тој кој смирил силни бранови и одел по немирно море, кој сторил ѓаволите да се тресат, а болеста да бега, кој им отварал очи на слепите и воскреснувал мртви, се принел себе си како жртва на крст. А сето тоа, драги мои, од љубов кон тебе и кон мене. Тој кој ги понел гревовите, кој го издржал гневот на божествената правда, заради тебе е сторен грев, заради тебе и мене го зел проклетството и едноставно доживеал смрт наша, за да ние добиеме живот што беше негов. Драги мои, на крајот имам само едно прашање. Што ќе направиш со Исуса Христа? На чија страна ќе бидеш? Исусовите раце се отворени и тој очекува да дојдеме кај својот Создател. Оно што те сака, пријателот, што ти напишал писмо што го прочитавме пред некоја вечер, нели така, пред некој предавање, кој што едноставно имал прилика да ни каже колкава е неговата љубов кон нас. И затоа оставен изборот што секој од нас да го направи. Ве повикувам да го направиме овој судбоносен избор кој што од него ќе зависи и нашата вечна судбина. Драги мои пријатели, ве поздравувам и ве поканувам да ги проследите и следните две последни предавања од овој серијал Доброто ќе го победи злото.